Еве добра прилика, почитувани гледачи, да позборуваме на сметка воздигнувањето и падот на прекрасната фабрика Сувенир, која е лоцирана во Самоков, а со нас ќе разговара основачот, директорот Илија Поп Стефанија. Господине Поп Стефанија, како дојде до идејата за формирање на фабриката Сувенир и која година е формирана? Па, во 1978 година јас бев заминат од директор на дистрибуција Охрид, отидов за заменик републички секретар за индустрија во тогашниот извршен совет, чиј председател беше Благој Попов. Првиот денуше кога отидов, кој примив должноста, кога седнав и отвори фиоката, во фиоката најдов едно решение на Сојузниот секретаријат за народна одбрана за изградба на фабрика за муниција во Република Македонија. Однапред да кажам, до 70 година Република Македонија, стратегијата за војување на Југославија беше да може во случај на действија на надворешни сили да биде привремено запоседната Словенија, Такугере, слично во главном тогаш централниот дел на Југославија да се брани до крај. Меѓутоа, 70 година, понатака промена на стратегијата за одбрана, стана да Југославија биде еш и секој катче на Југославија дека треба да се брани. Во тој контекст и Република Македонија стана простор кој што ќе се брани до крај. Имавме вежба Слобода. На таа вежба Слобода, како беше у игравката, се покажа дека действијата на нашиот простор немат материјална поддршка, односно поддршка логистика. Од тука беше заклучок да југословенската војна индустрија не биде распоредена само во Србија и Босна, него да може да оди и по другите социјалистички републики. Формиравме комисија од стручњаци, војни стручњаци на ССНО, на Министерството за одбрана и јас, и отидовме по мој предлог во реонот на општина Македонски Брод. Навистина ја погодивме локацијата, ја бендисаја и донесовме одлуката да таа биде во околината на селото Самоков. Прво стратешки најпогодно беше, таа објектот тој бара посебни условија од стратешки аспект да може да се брани, да се чува, и второ што беше ако таму беше тој народ во тој простор ради немање стопански активности клон беше на иселување, скоро да се испразни тој простор. Значи целта беше едно да се створи фабрика наменска, а друга да се задржат жителите на тој простор. Ака не може да се задржат и некој, него ако им се створат услови да им се за заработувачка, за работа и слично. И така, конечно одлучивме да таму биде фабриката. Немавме никакви стручни кадри, немаше никаква инфраструктура, тоа беше простор макадански еден пат, имаше други објекти, скоро и да немаше. Заради кадровската состојба одлучивме, се договоривме и со претседникот на извршен совет да тоа биде да ја развиваме преку Тозо Драговиќ, каде што има во Охрид, каде што имаше кадри. Значи, прво да биде фабриката во состав на Тозо Драговиќ. И затоа најнапрвиот директор скоро беше именуван Ристо Шапкар. Меѓутоа, кога тоа иде на Централниот работнички совет во Краговец, како неперспективна фабрика, а и некоја конкурентска фабрика да имат Краговец, наша желба преку ХТД да влеземе во војната индустрија на Југославија. Одма сега да напомнам, согласно законот за наменска индустрија мој да основат или Сојузниот извршен совет или постоеќа наменска организација во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана и извршните совети на сите републики.
И ние мислевме дека преку црвена застава ќе створиме наменска индустрија. Меѓутоа, Централен работнички совет на Заводи црвена застава тоа не го прихвати. Одлучивме одлука сами да донесе одлука во изградба општината Самоков. Односно Македонски Брод. И така почнавме. Дури и за почетни средства, немавме средства, Републичкиот штаб за ТЕО, чиј командант беше генерал Тошо Атанасовски, ни поземи 400.000 за да почнеме да ги правиме почетните акти. Исто се договоривме за почеток Шапкар да ни даде надзорните органи. Така заеднички почнавме, го даде Марко Стрезовски и надзорната група. И така почна основањето, почна да се развиват. Тоа беше 78 година, за да фабриката за наменска индустрија негде во 82 година дојде дека да не се гради, Арноман веќе трудбеник, ние му ги дававме градежните работи, Охрид да ги изведува, имаше напреднато, градежно беше готов објектот. Договор беше да ССНО е дава комплетно опремата, а градежните објекти ги направи Република Македонија. И така почнавме, и дојдовме, пробно производство почнавме во 83 година, 84 година веќе фабриката беше за амуниција спремна за редовно производство. Нејзиниот капацитет беше да со 100 милиони единици за во работа во 2 смени за една година. Меѓутоа, со оглед на капацитетите во Југославија, тоа беше први партизан, Тито во Ужице и Игман Коњиц и Црвена застава беа преголеми, а немаше потрошувачка голема дел за извоз, договоривме да работаме по 12 милиони годишно, како да кондицираме. Меѓутоа, тоа не беше доволно и ние почнавме да дајме предлог за да се прошири фабриката. Дојдовме до одлука да се прошири за минско-експлозивни средства. И добивме задаток, тоа веќе Сувенир 2, ние го крстивме, да и се изгради фабрика за производство на минско-експлозивни средства. Тоа беше рачна кумулативна бомба. Меѓутоа, и почнавме да ги градиме објектите. Со конструкција на финансирање 60% на ССНО, неповратни средства, 40% ФНП и РФНП на републички и сојузни средства кредитни. На тој начин го изградивме Сувенир 2. Меѓутоа, пошто имаше потреба да одиме и понатака, Сувенир 2 беше фабрика за бомби противтенковски, и ги направивме со капацитет од 100.000 парчина годишно. Меѓутоа, и за таа немаше потреба толка голема количина, за уходавањето до 86 година веќе ја произведовме и добивавме задаток по 40.000 годишно да производим. Овдека да напомнам дека повеќе организации на Република Македонија се спремаја да произведат борбени средства. Да речеме Завод Тито, мините 60 мм, 80 мм, 2 мм и 120 за минобацачи. Тозо Драгович, тромблонските, тренутна кумулативна, Руен Кочани, тренутна кумулативна. Другите организации што ќе се способуваја да произведуваат дело за минско-експлозивни средства, лаборацијата ќе биде во пиротехниката, во тоа беше Сувенир 4. Арнова, сите тие и алатите да биде автохтонна работата на Сувенир, потребна беше елатница. Изградивме и елатница. Натака, ради да го подобриме рентабилитетот према потребнија количини, Сувенир го способивме со уште една фабрика, тоа беше фабриката за ремонт на оружје, пешадовско до 120 мм. Така да го створивме Сувенир 5. Сега, беше договорено да би можело Сувенир целосно како капацитет да работи и во мирновременски условија, мораше, кога ќе нема потреба, ако не обезбедиме извоз, или кога ќе се изврши пополна на борбените комплекти за потребите на ЈНА, да може да работат цивилни програми.
И од тогаш одлучивме да во сувенири инвестираме додатна опрема, односно капацитет, за да може да произведуваме цивилни програми. Така да ние одма направивме програма, направивме фабрика за оловно-калани легури, направивме фабрика за производство на декоративни и свеќи, така да ние веќе створивме во кругот на сувенир 8 погона, или тоа комплетно 8 фабрики. Натака, одма превзедовме исто така нова активност, веќе тоа во соработка со Нитро Нобел, со страни партнери, зедовме да се изгради фабрика за стопански експлозиви. Така за размислена сувенир веќе припремавме за да може да обстони и во случај да не производи борбени средства. Значи, оначе алатите ќе се конзервират зависно од потребите, а ќе може да производи делови за цивилна употреба. Отворивме кооперации со ХТД, со Братство Охрид, со Лихнида, со Завод Тито, со Руен Кочани, со Чевларската индустрија, со видеоинженеринг. Кооперации отворивме веќе и со надворешни партнери, со Панцера од Торино, со они веќе створивме нов погон во пиротехниката за производство на огнометни средства, огнометни бомби, кандели и друго. Така да сувенир веќе до 1993-2 година ние го способивме да може да самостојно и да не производи борбени средства, да работи за цивилни објекти со производство на муниција ловна и така на. Жителите од овој сиромашен крај, кои претежно преживуваа низ дејности од ситното занаечиство, најчесто сточарство и земјоделие, најнаш пред себе го видеа економскиот спасител наречен сувенир. Така гласе и новинарските статии за почетокот со работа на фабриката. Поречени го фрлија овчарскиот стап и се прифатија за компјутеризирани машини. Со формирање на наменски паралелки за електро и машинско инженерство во гимназијата во Македонски Брод и со обука на кадар низ дотогаш познатите центри од воената индустрија, за кратко време сувенир се наслонуваше исклучиво на сопствен кадар. Наскоро постанува дел од Здружената наменска индустрија на Југославија, така наречената УНИС со седиште во Сараево. Вкупната инвестиција на објектот изнесува само во опрема негде околу 100 милиони сегашни кои ќе се рачунат во евра. За да се изгради фабриката, 75% беа инвестиции на ССНО, неповратни средства. Дел беа кредитни ФНП, РФНП, одишизавме, дел средства на Републиката исто така неповратни. Пошто таму немаше никаква инфраструктура, договор беше за Република Македонија реши инфраструктурата. Така да електростопанство изгради 110 киловолтна трафостаница со можност од 20 мегавати и далековод до самата фабрика на рачун на електростопанство. СИЗот за патишта го изгради пат од Македонски Брод до Растеж на рачун на средствата на СИЗот за патиштата. ПТТ направи комплетна ПТТ врските. Сето тоа беа со неповратни средства. Исто така голем дел на средства отидоа кои што ги финансираше ССНО, неповратни средства за обука на кадри. Тој простор немаше кадри, никакви. Луѓето се занимаваа со сосема друго, иако има завршено шумарска, средноземјоделска и сочарска и слично, ние моравме да ги оспособиме за производство сега на минско-експлозивни средства за производство на куршим за работа на машини. Отворивме специализација. Првата техничка помош од обука на кадри беше за фабриката за муниција во Коњиц, во Игман.
После тоа недоволно беше за да можеме, уште продолживме, уште наново да обучиме кадри во први партизан од Тито во Ужице. Втората, кога дојде минско-експлозивните средства, дојде Славко Родич Бугојно. Ги учевме во школите на Славко Родич Бугојно, а и нивни стручњаци ги заедно со нашите работници ги уходаваја погоните. На опремата која што купувавме пак од странство, со секој купувач на опрема се договаравме, секој продавач на опрема да ги технички обучи и кадровите за да работат на новите машини. На тој начин работната снага само од тој простор, зашто беше запослена работна снага само од околината на Самоков и Македонски Брод. Така да не може да носиме оддалеку работна снага, него од тука едино оддалеку немаше високо стручни кадри, поготово за почетокот, така да добар дел на стручни кадри беа од Скопје, добар дел од другите градови од Прилеп, од Охрид, од другите центри, така да во негде 93 година веќе имавме комплетирано фабриката со стручен кадар, имавме обезбедено маркетинг, изградивме зграда и развојот го направивме во Скопје и само створивме лаборатории, испитни полигони и со наши стручни кадри. Оде морам да напомнам дека континуирано во погонот имавме вработени, на сметка се и плаќаше ССНО, војни стручњаци од војно-техничка контрола, обезбедување и машински инженери за раководители на погон. На тој начин, додека не створивме собствени кадрови, а веќе во 90-те години имавме собствени кадри и школувавме во нашите постојки школи и со специализации во фабриките, војните фабрики на Југославија и странство, кога ќе земавме опремата, веќе створивме кадри. Така да 94 година ние веќе имавме 36 високостручни кадри од повеќе профили, шо пиротехничари, шо машински инженери, шо технолози, дел економисти, дел правници и така, да фабриката веќе представуваше на заокружена техноекономска целина. Се постави прашање како да створиме сувенир да биде техноекономска целина, која што ќе може мирновременско да стопанисува пазарно. И на вистина успевме и сувенир солидно стопанисуваше. Негде во 88 ние влеговме како работна организација во составот на УНИС Сараево. Така ние се водевме до пропаѓањето на поранешна Југославија, односно до растурањето на поранешна Југославија. Морам да речам следното. За стварањето на Самоков. Прво имавме една голема желба на сите фактори во Републиката. Почев од извршниот совет, сите чинители помагаја да се развива војната индустрија. Второ, работните организации кои што ќе добие задачи од областа на војна индустрија, со уживање ги прифаќаат тие задачи. Секако војната индустрија имаше посебен терк во технологијата, работната дисциплина, али луѓето осеќаја дека чинат произведуваат нешто за одбраната на својата земја. Сувенир со една голема поддршка на сите фактори, пред се на владата односно тогаш извршниот совет на Република Македонија и сојузниот секретаријат, а и општината Македонски Брод, ја створивме та фабрика и ги обезбедивме следните функции. Целта ја постигнавме. Створивме фабрика рентабилна, способна да работи, ги задржавме луѓето, престана да се селуват, напротив, обратно, почнаа токови да се доселуват. Веќе фабрика влеговме солидно произведеше, ни една серија од производите не ни падна, дури веќе се уклучивме преку Сојузната дирекција за промет и резерви да извезуваме. Современите машини во сувенир брзо ги полнеа сојузните резерви со наменски производи.
Раководството на фабриката беше свесно дека се исцрпуваат можностите за пласман само на еден производ. Уште повеќе што на повидок е распадот на целокупниот пазар повлечен од распадот на Југославија. Идејата за проширување на капацитетите и усвојување на нови производи посе изгледа наиде во вистинско време. За само една деценија развој, Сувенир усвојува над 70 нови производи, не само од делот на наменската, туку и со производи за широка потрошувачка. Еве дел од палетата на производи, сумирани во извештајот од крајот на 1993-та, односно почетокот на 1994 година, работен по повод 10 годишнината од оснивањето на фабриката. Во своето повеќе годишно постоење од фабрика со строго наменски карактер и само два основни производи во својот асортиман, муниција со калибар 7.62 и рачна бомба кумулативна, фабриката Сувенир прерасна во капацитет за производство на широк спектар наменски производи за потребите на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи и производи за широка потрошувачка. Во областа на муницијата освоени се во серијско производство следните калибри: Куршум 7.62 ФМЈ, Куршум 7.62 СП, Куршум 7.62 Во областа на минско експлозивните средства освоени се во серијско производство следните производи: рачна бомба ПБ М93, рачна бомба вежбовна ПБВ М93, рачна флеш бомба Во останатите области разработен е и проширен ремонтот на пешадиското вооружување и освоени се пригушувачи за АП калибар 7.62, за снајперска пушка 7.9 мм, за автоматски пиштол Шкорпион 7.65 мм. Воведување производство на пиштолска муниција во стартот калибар 8.9 мм Лугер. Куршум 7.62. Недоволното ангажирање на капацитетите во општественото предпријатие Сувенир со наменско производство ги наведува вработените за надополнување со производи за широка потрошувачка, инвестирајќи во опрема и алати, освоен широк асортиман на производи како што се огнометни бомби, Минолукс, фонтани, производи ковани монети за Република Македонија, штитници за брад, флексибилната технологија, искуството на стручниот кадар и технолошката дисциплина што ја спроведуваат вработените, му даваат можност на општественото предпријатие Сувенир да влезе во реализација на нови и посложени проекти. Така, во своите долгорочни планови за развој, општественото предпријатие Сувенир ги има следните проекти. Че изработува муниција калибар 5,56 мм, повеќе калибри минско во Самоков на 25.1.1994 година. Меѓутоа, како што се развиваше цела, дојде до промената во Југославија, се отиде Југословенската народна армија, ние ги изгубивме сите пазари, остана Сувенир сам. И како таков ние одма зедовме, го проширивме програмот и за релативно краток, во случај на 2 години ние освоивме преку 70 нови производи. Така да, од што имавме еден вид на метак, Калашников, ние го произведовме 7-9 мм, куршумот, го произведовме куршуми за пиштолска муниција, произведовме куршуми за ловна муниција, така да направивме спектар од 12 видови на муниција да производиме во фабриката за муниција. Во пиротехниката произведовме огнометни бомби во кооперација со Панцера. Во пиротехниката произведовме свеќи, погонот за свеќи таму го лоциравме и веќе камен темелник кладовме за фабрика за стопански експлозиви. Произведовме повеќе бомби, рачна бомба, една флеш бомба, шок бомба, мини, пешадиска мина, школски средства за потребите на обуката на нашата армија, македонска и така. Така да освоивме и цивилни производи во кооперација со постоеќите организации и на тој начин огнометни средства, така направивме еден спектар
на производство на средства за да може и фабриката да обстојува. Не можеше фабриката без да се одржи без населението да има решена инфраструктура. Изградивме хотел со пливачки базен. Изградивме за смештај на кадри, изградивме станови и на населба Сувенир испроектиравме од 100 куќи, негде веќе изградивме 41. Односно целта што беше поставена, значи да направиме фабрика која што ќе стопанисува мирновременско и да го задржиме тој простор, да го зачуваме, да ги зачуваме луѓето, ние таа цел ја постигнав. Со оглед на фактот дека во изградбата на фабриката со капитал од 70% учествуваше Сојузниот секретаријат за народна одбрана на Југославија, беше логично да се очекува времето кога тогашната ЈНА ќе си дојде по својот данок. Ризикот за растурање на Сувенир при повлекувањето на ЈНА не само што помина без да се однесе макар една навртка, без упатување на проектили со намера за бомбардирање на објектот, туку благодарение на искусниот преговарач, директорот Илија Поп-Стефанија, во складиштата на Сувенир остана репроматеријал за продолжување на производството со несмалено темпо за наредните 3 месеци. Остана над 200 парчиња пешадиско наоружување, кое беше ЈНА ги оставила за ремонт и поправка. Во ситуација на растурен пазар и максимално искористени производствени капацитети, Сувенир го користи правото на извоз, кој за тоа време водеше преку Италија. Ко се повлече армијата, морам да речам дека ние успевме да така постигнеме со договор да ништо од Сувенир не се зеде. Значи, иако реков, негде 75% со неповратни средства се градеше од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, но кога се повлеквеше, ништо не се зеде од Сувенир, све остана. Ние продолживме да стопанисуваме, како што реков, одма отворивме соработка со, да речеме, кога се бомбардираше Лучани, Горажде, ние каписли требаше да имаме, требаше барут негде да со... Ние немавме фабрика за барути. Отворивме соработка со војната индустрија на Бугарија, со војната индустрија на Албанија, со војната индустрија на Турција, со Германија и отворивме соработка со италијански фирми, со панцера за огнометните средства. Отворивме со ДИЛ компанијата која што беше дел наменска, дел за Сувенир, која што сакаше да го земе Сувенир во нивни состав, отворивме и со нив. Така да отворивме еден спектар на соработка, јако беа тешки условијата и кога беше најтешко, ние отворивме и нови патишта. За дојме, кога беше фронтот во Хрватска и во Босна, не можевме ние да одиме по патиштата порано, него преминавме преку Албанија, траект Италија и од Италија него одевме во Европа и соработувавме со тамашните организации. Ние, за да се постигне ова, во Сувенир исто така соработвевме, постоеше Југославија со Војно-техничкиот институт, Белград со Институтот за безбедност, Сојузот при Министерството за внатрешни работи на Југославија, со нив ги усвоивме за нивни потреби, тие требаја пласман да имат флеш бомбата и шок бомбата, така да прво извршивме, значи, преориентација да се снабдеваме со репроматеријал, она што не се производи во Македонија, друго, да можеме да најме пласман на нашите производи преку кооперантски односи. Со статус на општествено предпријатие, Сувенир тешко можеше да се вклопи во процесот на приватизација. Размислувањата на управниот одбор дека, ако не е државно, тогаш нека е во собственост на работниците и нека се обезбедат средства за купување на фабриката, исто така беше енигма за Агенцијата за приватизација. Односно, изработката на елаборат за приватизација кој го подготвуваше економскиот факултет во Скопје и при тоа беше платен 101 германски марки, беше обезвреден од Агенцијата. На повидок беше реализација на често користениот модел во приватизацијата, обезвредување на фабриката и понуда за продажба. При тоа требаше да се скрши тврдото кливо на раководството кое и понатака фабриката ја водеше низ економска добивка. Еден ден на пат од македонски брод Охрид Ќафасан, од тогашната полиција беше пресретнато возилото на Сувенир со производи за извоз.
Производите се запленети, а директорот заработува пријава за наводно нелегален шверц со оружје. Дури сега, после 15 години, поп Стефанија е ослободен од обвинението. Арно, ама... Кога требаше веќе да го направиме сувенир, да го трансформираме, склучивме договор со економскиот факултет од Скопје, негде за 100.000 беше марки, во вредност да ни се направите елаборат за трансформација на сувенир. За согласно законот за приватизација добивме и решение од агенцијата за трансформација и факултетот зеде ја изготви, го направи елаборатот. Ние тога не можеше и немаше некој од нас, нити јас како директор, нити работниците, некоја добра, голема, висока уштеđевина, за да може да си ја купиме фабриката. Или да купиме некои други акции негде другде. Ние уште 91 година донесовме одлука, ги покачивме платите за 30%, ама не да ги земаме како личен доход, него ги кладавме како благајнички записи, за да се соберат за неколку години пари, да соберат работниците, после кога ќе го направиме лаборатот, да сувенир го откупат вработените, што се во сувенир. Таква одлука донесе работнички совет и ние одвојавме такви средства. Кога истекна договорот, јас го известив работнички совет дека да го раскинам работниот однос, да ја распишеме да најме директор, за да може да продолжи со работа сувенир. Работничкиот совет донесе одлука не да напуштам работата, него ми дозволи тој договор го продолжи уште за 4 години да останам. Јас прихватив да останам уште 4 години да војам, зашто во најтешките моменти не беше лесно во тој период трансформацијата да се води. Меѓутоа, од надвор почнаа разни шакинирања. Имав јас вработени кои што не беа дисциплинирани према понашањето и ги исклучував од работната организација. Тие станаа многу добри соработници на непријателите, така да наречам, на сувенир. И почнаа да ми да прават проблеми натре, јас некој од нив веќе дури ги исклучив од работа. Да речеме, извозите што ги правевме за извоз беа тајна. Тие одма ќе доложија ќе отворија, ние ми запленеа едни возила, па други и така натака. Како што беа тешки условијата, тие ги прави уште потешки условијата и ми ствараа раздор во колективот, јас нив ги осрнав од колективот. Се чини дека започна процесот на обезвредување на сувенир, кој по правило најпрви се чувствува од внатре. Ставајќи забрана за политичко групирање на работниците во кругот на фабриката, Илија поп Стефанија го посочува гневот на некои политички лидери према себе, што резултира со постојан инспекцијски надзор и наод за наводно нелегален реизбор за директор во наредниот мандат од 4 години. Илија поп Стефанија го користи собственото право на пензија и 1995 година го напушта сувенир. Јас не дозволив во колективот да има поларизација партиска. Стриктно наредив да нема такво движење внатре во колективот. Партиското обвидење ќе се остварува после ручек и во просторите в Реонско. Кој ќе е СДС, кој ќе е либерална партија, кој ќе е ВМРО, немаше во фабриката. Во фабриката такви проблеми нема и не дозволив никакви активности. Со тоа изгледа се замерив на тогашните партиски раководители, чак и на делегација отиде и ке председникот на СДС, кој што беше и председател на извршниот совет, ме наклеветија за да ме променат и почнаа натре да ми роварат. Почнаа редно инспекции, те финансова една, па финансова друга инспекција, те трудова инспекција. Трудовата инспекција донесе одлуча не јас да може договор да ми го продолжи работнички совет, него да треба да се распиши конкурс. И кога видов јас те инспекција зад инспекција, не ми се ствараше квалитетни условија и почна да Министерството за одбрана да зема материјали, а да не врши исплата. Министерството за внатрешните куѓере, така да борџоите дојдоа
постигна до 3-400 милиони на едното, 3-400 на другото. Прво не можев да обавам добри контакти со министерот, не можеше наменска фабрика да нема одлична соработка со министерството. И видов дека јас сум на некој начин, ми се врши притисок да морам да си, јас си поднесов захтев да си одам в пензија, јас си одов в пензија. Тие што најнегативните, ни надлежните органи, нив ги кладоја за директори. И од 95-та година, за 10 години се смена 11 директори. Се наудолу. Од лошо, полошо, од лошо, и последните дојде до тој степен да одит под стечај и да се продајат фабриката. Ако тоа беше судбински пад за пропаста на Сувенир, малку нешто можеше да се стори за незиниот колапс. Тоа го потврдува и фактот дека за наредните 10 години ќе се сменат дури 11 директори. Првиот после Поп Стефанија помина крајно лошо со оглед на инцидентот кога во 1996 година дојде до експлозија во погонот за пиротехнички средства и при тоа загина еден работник, а тројца беа тешко повредени. Обидот да ја фрли вината на загинатиот Ванчо Змејковски не му успеа со оглед на медиумското бранење на честа на покојникот. Најнапред тогашната локална телевизија во Македонски Брод изнесе докази дека работникот не заминал на работа во поднапиена состојба, како што се имаше намера да се оправда нечија негрижа. Не е важно се случува, зборуваше директорот. Човек може да произведува чоколада, а да му испадне од рацете. За жал, Сувенир не произведуваше чоколади. До ден денес не е земен никој на одговорност за големата несреќа со смртни последици. Старите поречки мудрецки го искористија зборот непендек, што би значило почеток на нешто многу полошто што допрва треба се случи. Изгледа дека беа во право. Од тој момент, Сувенир незадржливо започна да се движи према дното. Наскоро, инвестиција од над 100 милиони евра беше понудена на грчки стопанственик за да ја купи за 500.000 евра. Да продолжи со работа и при тоа да води сметка за сите вработени, особено за стручно приспособените кадри. Наместо тоа, новопечениот газда е запрен на македонско-грчката граница, натоварен со документи од технолошкиот процес на фабриката и неколку машини за серијско производство на муниција. Опремата е вратена, договорот за продажба раскинат, а Сувенир, изморен од слушувањата и времето, полека но сигурно се престорува во споменик на едно не толку далечно време. Ако не се спазат сите правила на работа во таа модерна фабрика, може да дојде до и кој што дојде до експлозија. Јас додека бев таква работа, не ни се деси, немавме ние експлозија. Али овој пат од невнимание таа настана. Прво мора да имат кога года таму треба да бидат облечени во нови алишта памучни, да не може да се створи искра. Второ, кога ќе влези натре, треба да се фати една топка, за да се испразни електричитетот, статички и така натака. И други правила. Веројатно, не беа поштовани тие правила, што дојде до таква експлозија. И загина, мислам, еден загина, други беа ранети и така натака. Се раскалаши, престана работната дисциплина, почна да се носат предмети, те еден зел, те други зел, нередовности на работа и затоа дошло до таква работа. Не ми е јасно и денеска, или беше материјалноста, не може да или некој сакаше да уништи та фабрика. Однатре или однадвор, како беше, дојде. Не можам да видам категоричен кој беше примерот, али према она што се продаде, можам да речам дека воопшто не ја знаеја фабриката и нивните функција ја продадоја за 510.000 евра. И то на некоја грчка фирма. Таа грчка фирма, место да вземи по договор да ја поново пуштит во погон обработан, спакува техничката документација, добрите машини ги спакува, да ги носи. Благодарение и органите за безбедност на Република Македонија го бе обавестени, ги фатија камионите и ги вратија со опремата назад и технологијата. Илија Поп Стефанија беше во прилика да го посети Сувенир и тоа после 13 години од напуштањето на директорската фотелја.
Забележал како документите од производната програма се уште стојат собрани во црни кеси. Тука се и машините, но само прибрани надвор од предвидените платформи. Ја посматраше и високопродуктивната преса за која своевремено плати 2,5 милиони евра. Овој пат се разбира пред корозивен напад. Ги прошете испитните полигони и производни хали, пробивајќи се низ новонастанатата пајажина. Патеките околу кругот на фабриката наместо во цвеќе, како што беа во неговото време, сега се покриени со израснени од трње и коров. Се чини дека преку таа гледка и најголемиот оптимист за евентуално рестартирање на фабриката ќе се разочара. Меѓутоа, поп Стефанија како да е повеќе од оптимист. Јас имав прилика после 13 години да ја посетам фабриката. Како ја оставив, како е видов. Не беа монтирани машините, уште не беа донесени, ама не беа монтирани. Најдов технологијата во вречи, сета техничка документација спакована да се носи. Машините сите најдобри, спаковани на камион, делови од другите машини, алати, све да се однеси во Грција. Тие мислеа да ја префрлат таа фабрика во Грција. Све беше бре. Свето вративме, го поставивме и мислам дека ова сега што имат наново ги возбудивме работниците, ги извршивме согледување да поново се активират и мислам во теќе ушета работа, мислам дека позитивно ќе се заврши и сметам дека на вистина треби нашава држава и треби една таква фабрика. За време на Илинден од черешна направивме топче, черешово топче. Ова фабрика беше направена најмодерна, една од последните фабрики на војно-техничкиот институт УНИС и сите врвни стручни кадри на Југославија што беа, и машините, опремата беше 95% увозна. Германска, швајцарска, дел талијанска. Имавме ние на талијанска, има тамо е уше, талијанска преса, која така кошта 5 милиони марки. Трансфер преса од 850 тона, што нема во Македонија друга таква преса. И денеска та беше за цивилен програм, во соработка со ХТД за појаси за врзување и други делови што требаше да произведиме. Та сакам да речам, така модерна опрема, така се остај, без поддршка. Овие луѓето, како да му беше интерес власта и како да распродадат за да стекнат пари. Порачани го фрлија овчарскиот стап и се прилагодија да работат со електронски машини. Арно Амаденес, после затворањето на Сувенир, од кога ги распродадоа главите од крупен и ситен добиток, од кога ораниците им обраснаа во трње, од кога домовите им постанаа трошни, им остана само стапот во рацете. Тие повторно се нафрлија на миграционите можности или по принципот кој како ќе се снајде. Ново формираната општина во целост се наслонуваше на производните капацитети на Сувенир. Така и беше прокламирана. Општина Самоков има можност за самостоен развој, рече тогашниот министер за правда Владо Поповски по повод пуштањето во употреба на новата општинска зграда. Да ни е вечна и вековита општината Самоков. А сега го молам господинот министер за правда, доктор Владо Поповски, да земе збор и да го предаде во употреба овој објект. Почитувани дами и господа, граѓани и граѓанки на општината Самоков, ви ја честитам општината, пожелувам просперитет, за среќа на сите што живеат во Самоков и за тие што ќе се решат да дојдат и да живеат во Самоков, првенствено со потекло овој крај. За среќа на младите генерации кои што се надеж и на општината, а и на сите нас. Меѓутоа, со гаснење на Сувенир, згасна и општина Самоков. Општинската зграда, заедно со сета изградена инфраструктура во Самоков, најнаш постана втор споменик на некое модерно време, не толку далечно.
Единствениот спас од односом на државата према напатениот поречки народ е настојувањето за рестартирање на Сувенир. Може ли да успее? Мене ми е жал и за машините, времето си го игра своето, се излегуваат нови машини, помодерни, луѓето се преориентираја поново на земјоделие, онолку колку што можеа, на градишни работници, до трбухом за крухом, што велат, трнаја, да го нахранат, таму останаја во тој простор без никакви материјални основи. Редно е да Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, во стратегијата за одбрана на Република Македонија му треба таков погон за логистика. Поготово што тој погон е централен. Ние производиме, Македонија произведе ракетно гориво. Со 11. октомври произведовме лансери за ракети. Со теа Стемко произведом градоносни ракети. Тие градоносни ракети со промена на боевата глава можат да бидат противтенковски, противвоздушни и така натака, противвоздушни летала и слично. Така го спремавме и Република Македонија обезбедуваше на своја стратегијата за одбрана, беше солидно застапен Сувенир. Верувам дека и моја е желба да дур баруше постојат кадри, зашто најтешко е. Ти машина ќе купиш, човек треба да створиш кој што ќе знае таа машина да ја употреби. Ти купи, има најмодерна машина, ако немаш кадар, ќе се разагати сад кадарот и не, иначе тој фабрика не е една фабрика Сувенир. 8 беа ние. И уште требаше да се изгради фабрика за стопански експлозив. Денеска нема и Македонија фабрика за стопански експлозив. Ние подпишавме протокол со Нитро Нобел од Шведска, со одлука на нашата влада исто така, да се гради таа фабрика во Сувенир. Меѓутоа, тамам си ојдов јас, сите тие стручни, сите тие договори, никој не продолжи да ги обработува. Како да тому сметаше на нив? Најпрво што се растури маркетингот. Представништвото во Скопје, каде што беше развојот. Ние не ни беше тешко кога го добивме задатокот на лицитација, го добивме задатокот да производиме македонските ковани монети. Па ние ја добивме кај Народна банка лиценцата за ние да ги производиме. Не ни беше тешко да ги производиме, зашто имавме технологија, имавме стручни кадри. Ние лесно освоивме толку многу нови производи. Станавме ковачница на македонските ковани пари и ние мислевме со таа ковачница не само за ново створените републики, било на исток, било кај нас за нив да коваме пари можевме. Меѓутоа, после тоа се растурија, прво што ги растурија стручните снаги, ги растурија. Едва ние го створивме тој стручен апарат, стручни кадри тие го растурија. И тогаш се најде колективот без стручни кадри, без раководен, не можеш ти ништо да правиш, без мозокот. Му го трнае мозокот на фабриката. Просто како да беа договорени и мислам дека ако се студираат проблемот, ќе се види. Целта беше да се продај, да се стекни, да се растури фабриката. И навистина таа цел ја постигна за греот, а го пропастија крајот. Формиравме дури таму и општина, изградивме општинска зграда. И општината ја укинаја и целиот тој простор го направија за нигде, никаде, никакво чувство према луѓето од тој крај. Идејата за изградба на погон за стопански експлозиви токму работеше во интерес на зачувување на школуваните и проверени кадри од поречкиот крај. Дополнителната дејност за производи кои се надвор од воените потреби исто така може да го одржуваат Сувенир во производна функција. Огнометните мини, шок бомбите, школските надгледни средства, димните бомби, ловечката муниција заедно со муницијата од приватното наоружување, полициското и военото вооружување, производството на сачми, дијаболи, кала и за лемење, украсни свеќи и кованјето на метални монети беа гаранција дека Сувенир никогаш нема да згасне. Кога само не би постоел зборот. Меѓутоа, постоејќи неградежни објекти да се искористат, второ, нови објекти можат да се изградат само градежни. И друго, и денеска не е изградена фабриката за стопански експлозиви. Само колку увезуваме стопански експлозив ние. Таа беше рачуната
и према заедничко влагање беше со шведската фирма Нитронобел. 50% нивно учество, 50% наше. Нашето беше веќе изградено. Нивно беше да ја дадат опремата и не веќе ја имавме фабриката за стопански експлозиви. Меѓутоа, јас и отидов, престане си и подкрај тоа што беше подпишан протокол, престанеа сите активности. Не се изгради таква фабрика. Треба да се отворат тие активности и тој простор греот е да така пропаѓа. Доволно многу е инвестирано во инфраструктурата, треба да се искористи таа инфраструктура. Не мора, во крајен случај, ако не е за војна намена, мада просторот е претежно спремен за војна фабрика, али да се направи може друг вид на производство. Има богата инфраструктура. Модерната алатница во Сувенир беше прилагодена за ремонти на најсложените војни орудија кои се користат денес. Та нели поседуваме армија. Армија на Македонија ја нарекуваме. Има ли потреба арма од сервисер? Има сигурно, но тие со посредство на некој моќник работите ќе ги пренасочат на трета страна. Повод за размисла дека Сувенир е фрлен во огнот исклучиво поради бизнис интересни, а работниците поречки нека чекаат и нека живеат со надежите. Денес Сувенир е собственост на државата. Меѓутоа, кружи размисла дека под надворешен притисок во облик вам не ви се потребен барут и вам не ви се потребни куршуми, тука е НАТО, тој ќе ве брани, после изгледа државата Македонија за сите времена дига раце од производството на куршум. Дали во овие гласини има вистина, господине Попстефани? Јас порано ги знаев стратегијата за одбрана на Република Македонија и во составот на ниво Југославија, пошто работев на таа проблематика. Сега, каква е стратегијата на одбрана на Македонија, мислам дека таа е погрешно ова, вие сега што рековте. И Србија имат војна индустрија, и сега извезува Србија борбени средства. Сигурно и Босна и Херцеговина. Па и Македонија ние извезувавме во Блискиот Исток, извезувавме во Јемен, во Сауди Арабија, во Ирак. Извезувавме муниција, извезувавме минско-експлозивни средства. Ние отваравме соработка и со други држави. Имавме подпишано договор со една америчка фирма, целиот капацитет за муниција за да производиме со Quick-Tech, америчката фирма од Пенсилванија. Ние работевме со дил, јас не знам, не мора да речеме, јас во случај на војна, кога ќе се истрошат борбените резервите што ги имат, од кај ќе се снабдат логистиката, како мислите, ние го усвоивме и НАТО метакот, можевме да производиме муниција за потребите на НАТО. Ние машините се тие со промена на алатите, а имаме и алатница во Сувенир. Може да се произведат повеќе врсти. Ние произведовме шок и флеш бомба. Тие бомби не се бомби за бомби за Министерство за внатрешни работи, за растурење на демонстранти, за ловење на диверзанти и слично. Така да војната индустрија си има својна или ево, клавате дикат. Скоро сега и свадбите почне да користат огнометни бомби. Ни една прослава не престанува без огномет. Сите наши. Па погонот за огнометни средства, ние греот е пиротехниката за производство на борбени средства може, не, али за огнометни средства може, за забава. Та сакам да речам, ако човек сака, а и треба да сака, тој простор може лесно да си се активира и мирновременско да стопанисува. Сенемачинскиот парк е така спремен да може да кооперира со другите индустрии. Ние веќе имавме договор со компанијата Дил за соработка, тие сакаат да инвестират кај нас 10-15. Јас за сите мои активности што беа во тоа време, јас со писмени извештај ги известував надлежните органи во Републиката. Таа фабрика ремонт мој да врши. Ремонт на оружје кој што е употреба за кој што го користат сегашнава наша армија и милицијата. Ние вршевме ремонт, ние
во периодот кога се повлеквеше кај нас останаа на ремонт беа од штабот, од Струмица, од Кочани, од Штип, од Гостивар, од гарнизоните нивни, ние вршевме ремонт за потребите на армијата, на Скопската армијска област и за потребите на милицијата. Имат комплетно ремонтно. Тоа ремонтната фабрика ние ше имавме за ремонт. Нема, сувенири имат испитни полигони, кај што може да се испитуваат муниција, кај што може да се испитуваат пушки. Сега, ние во граѓанството имаме голем број на оружје. Од ловни пушки, пиштоли и слично. Ние вршевме исто така услуги. Поправувавме ловни пушки, поправувавме пиштоли, ги одржававме нив. Таа дејност може исто така добро да се стопанисува. То не е мала работа. Мислам дека ако му се посвети внимание и најпосле на една армија која што имаме ние, мислам не е изговори се тоа дека некој наредил, некој сами си ја изгазнавме, можда семиот паметот дека е појќе ради материјални добра. Ја уништивме. А со тоа не само што уништивме фабриката, народот го упропастиме во тој простор. Поранешниот директор на Сувенир Илија Поп Стефанија, иако во поодминати години, сака да пренесе дел од богатото и успешно искуство во работењето со борбените средства. Како ни рече новиот купец на Сувенир, кој потекнува од западните земји, веќе упатил повик за советнички консултации. Направиле дури и посета на Сувенир. Дај Боже фабриката да започне со работа. Најнапред, светлина на денот ќе види напатениот поречки народ, ама и Република Македонија. Зашто, користејќи ги повторно зборовите на поречките мудреци, држава не ја бива без зрно барут. На Македонија потребна е една таква фабрика. Полека и мене ми врви времето. Јас стојам на располагање, тие што сметат дека можат да ме искористат, едни ме зедоја секашни овие собственици кои што ги имат, јас им давав савет, бев мал прашан за совет, јас излегов во пресред, но очекувам додека некој побара, спремен сум, она што го имам јас знање, да го ставам на располагање и да помогна. Мене ми е жал за таа фабрика. Ви се заблагодарувам на разговорот и ви посакувам долг живот. Молим, фала, благодарам и на тебе, Морис. Верувам дека со ова ќе ги потикнеме надлежните да размислат пред се за луѓето во тој простор, а и за фабриката да е оспособат. Му треби на Македонија на таква фабрика.